Браќа и сестри, бидете на штрек. Не подарувајте го идеалот на вашиот минлив живот, не напуштајте го храмот што го носите во вас, не напуштајте го кога знаете дека е разурнат. Исправете ги неговите урнатини, зашто само така ќе си ја вратиме и вербата во себе си. Не срамете се од ништо што е ваше, ставете го во вашата љубов како порака на сите наши предци кои пред нас биле некаде тука, на истите овие места што ги зафаќаме и ние. Презирајте ги сите оние што ни го присвојуваат името, но и црквата, јазикот, писмото, што всушност го позајмиле од нас. Само здружени со меѓусебна доверба ќе бидеме секаде и секогаш посилни. Слободата е наша прва икона и затоа не испуштајте од своите раци, од својата љубов. Таа не се освојува еднаш за секогаш, туку секој ден и постојано. Ни секој наш поречки подвиг. И ни секој изгрев што не осветлува, зашто
Наше знаме е сонцето, а тоа е најстариот оган на кој се грееме. Сме имали многу ослепени војници, но не и слепи видици. Никогаш не сме го прекинале допирот со светлината. Колку и да сме имале некаков грев кон татковината, таа сепак ни проштевала и останувала во нашиот копнеж да умреме за неа. Таа секогаш била она одбрано место на кое сме можеле, дури и мртви, непречено да сонуваме. Ура за Македонија и за тој вечен оган по кој се препознаваме. Драги македонци, нека е за многу години денешниот христијански празник Цветници, денот кога се одбележува Христовото влегување во градот Ерусалим. Како македонски манифест, по горните зборови со кои што се отвори денешниот настан, ќе ги изрече нашиот доајен Петре М. Андреевски од Демирхисарска Слоештица. Денес сите сме дел од традиционалниот фестивал Великденски фолклорни средби Демирхисар. По седми пат, Општина Демирхисар и Домот на културата Илинден, поддржани од Министерството за култура на Република Македонија, за сите вас ја организираат оваа манифестација во која што главно место имаат звуците на македонската народна песна Јора. Оваа година, поради актуелната политичка ситуација во државата, фестивалот има променет датум со тенденција во иднина тој да стане редовен. На фестивалот ќе настапат 4 фолклорни друштва, и тоа Културно-уметничко друштво Гердан од Бисери од Охрид, Културно-уметничко друштво Илинден од Битола, Културно-уметничко друштво Бисер од Кичево и домаќинот Културно-уметничко друштво Илинден Демирхисар, како и играорците од Сдруженијето на пензионери од Демирхисар. Да ги поздравим! Сега овде би го поканил да се обрати до сите вас градоначалникот на општина Демирхисар, господинот Никола Најдовски. Почитувани сограѓани, почитувани гости, ви представува особена чест и задоволство најпрвен да ви посакам добре дојде и да ви честитам денешниот голем празник Цветници. Навистина ми е мило што во нашиот град веќе традиционално се одржува еден од најубавите национални фестивали, Великденски фолклорни средби, Демирхисар 2024, кој што прераснува во еден од најголемите промотори на македонската култура и традиции не само во Македонија, туку и поширок. Во таа насока јас искрено сакам да им посакам добре дојде најпрви на нашите гости, Културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери од Охрид, Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, Културно-уметничкото друштво Бисер од Кичево и се разбира нашите домаќини од Културно-уметничкото друштво Илинден од Демирхисар, да ги поздравиме со еден голем аплауз. На ваквите средби секогаш сум кажувал, ќе повторам уште еднаш дека и јас лично и локалната самоуправа на Демирхисар стоиме на располагање за да ги промовираме македонските културни вредности и во рамките на нашите можности секогаш излегуваме во пресред на сите иницијативи кои што излегуваат пред се од Домот на културата, директорот на Домот на културата, Културно-уметничкото друштво Илинден од Демирхисар и се надевам дека таа сработка ќе биде уште поголема во иднина. Ви благодарам на огромното присуство, мене ми останува уште да ви го честитам големиот христијански празник Цветници, да ви посакам многу здравје, среќа и благодет во вашите семејства и до година да се гледаме во уште поголем број. Ви благодарам и уживајте во богатата културно-уметничка програма. Може ли да престане народот да создава песни, приказни? Може ли народот да не измислува шеги, да не игра ора, да не ги пее песните на своите предци? Секако дека не. Па така, да изиграме 3 напред, назад 2
да удриме со тапанот по ехото на минатото и да писнеме со зурлите, за да може да не слушнат и нашите предци. Уживајте во звуците на традиционалната македонска песна и македонски добри.
шубо си живеевме порано. Со играње, пење, па дедо ти шо збом пеше. Кој ќе заиграше на срецево, земјата се тресеше. Ај, раскажувај. Ајде да види како е најсилен! Ајде! Играч!
Вижте, Везелке, директорката как кажи топличко. како да се роди проста и строга македонска песна. Од ова срце што со себе води разговор ноќен по тревога песна. Везелката одговара. Два конца парај од срцето, драги, едниот црнет, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол и стравен. Супинско нешто се плело за века, од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвавена зора. Како и секој друг, така и македонскиот фолклор представува огледало на душата на народот. Тој ја отсликува секоја негова солза излеана од срцето на човекот, што копне по материјална и духовна слобода. Секоја воздишка на скриена радост или тага, поради средбата или разделбата со саканите, но и пламена надеж за подобро утре. Фолклорот е одраз на стремеж кон националните идеали и е поврзан со најскриените одаи на срцето на неговиот создавач. Тој, како и македонската народна носија, е искаен од црната и црвената боја со кој што е обоена судбината на македонците. Продолжуваме со програмата.
Се надавам дека уживавте и дека одовде ќе понесете радост во вашите домови. Упатувам благодарност до сите овие уметници кои што денес од срце настапија, а вам што на овој голем празник бевте со нас. Ви посакувам добро здравје и берекетни денови, да живее македонската традиционална музика, верата наша православна и да живее татковината Македонија. За крај повелете на заедничко рок со нашите игралци. Довидување.
Thank